Од рано утро илјадници мајки пристапуваа на богослужбите во црквите и манастирите во Тетовскиот крај да му дадат почит на Свети Сисое Велики, кој се смета за заштитник на дечињата. Мајките пренесуваа поскори за здравје и спасение на душите на своите најмили во слава и чест на светителот кој воскреснал дете. Светата богослужба беше посветена на светителот кој 60 години бил во пустина и толку го прочистил срцето што станал незлоблив како дете. Житието на Свети Сисое бележи податок за воскреснувањето на едно дете. Загрижениот татко го донел болното дете на благослов кај светителот и тоа починало во неговата келија. Таткото жалостен излегол од келијата, а на зборовите од Свети Сисое дете стани и оди. Детето оживеало и излегло од келијата. Сите што биле присутни се восхитиле од ова чудо. Токму во слава и чест на големиот светител во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, атмосферата наликуваше како на полноќ на воскресенската сабота. Во текот на светата литургија, дечињата придружувани од родителите, палеа свечи, се поклонуваа пред иконата на светителот закрилник, се миропомазуваа. Верниците трпеливо чекаа да се поклонат пред иконата на Свети Сисое, кого Господ го наградил со благодатна сила да исцелува болни, да изгонува нечисти духови и да воскреснува мртви. Да бидеме горди што имаме олку прекрасен род христијански. Да бидеме горди на овие наши дечиња. Да бидеме радосни на овие наши поколенија. Затоа што ние живиме за овие наши цветови. Овие се наши ангелски крилја кои не понесуваат на тежината на овој живот. Тие се наши крилја и овие деца секогаш да ни бидат во живот, здравје и благослов. Вие сте наши идни столбови. Вие сте наши ангели. Вие сте наша солза, кога солзите и ние солзиме. Но кога се радувате како сонце да ги грее баба и дедо, тато и мама. Така секогаш сонце нека ви изгрева, а навечер сјајна месечина. Вие сте прекрасни цветови, прекрасни ангели, да ни растете во мир, во здравје, во благослов. Тука скоро сите сум ги крштевал. Тука скоро сите сме ги крстиле ние духовни татковци и дај Боже да ги венчаме овие наши идни поколенија. Да изчекаме од нив синови и ќерки. Свети Сисое кој живееше во 4. век во египетската пустиња, кој излечи толку многу болести кај децата, дури воскресна мртво детенце. Затоа Свети Сисоја нека ви биде вас закрилник, нека биде кандилце Свети Сисоја што ќе грее во вашите детски срца. Бидете убави како убав месец мај, така развиени вашата младост да биде и Господ да дарува секогаш вака на празници, а особено овој ден и до година да го прославиме со што повеќе дечиња. Ангел чувар, ангел Божи нека биде со сите вас и Свети Сисое нека ве благослови сите вас сега секогаш вечни векови. Амин. Нека им е среќен празникот на сета наша младост, на сета наша младина. Живи, здрави, весели да ни бидат. По богослужбата беа прережани и славските колачи принесени од повеќе мината кумови. Верниците кои постојано пристигнуваат пред пладнето во оваа црква палеа свечи, некои носеа дарови кои веднаш беа лицитирани, со што изворно се прикажаа и продолжија обичаите и традициите за овој празник. Секоја година, мислам, празник, така. Овој најголем празник е за деца, за внучиња, и за нас здравје да ни даде Господ. За здравје да се запалимо свеча за децата и така. Најубав ден е овај. И за деца, и за нас, вака ќе се извиди човек со луѓе, со пријатели. Многу е фино. И мило ми е што има премногу луѓе. Е голем ден за децата и сите си идемо. Свети Сисое и секој си дига панаѓи за своите деца, така секоја година и си идемо, се посетуваме, многу народ иде и така.
Денес се чествува заштитникот на најмладите, а утре ќе се чествува празникот посветен на Света недела во црквата подигната во чест на Света Петка и Света недела.